Почитувани гледачи, добар ден и добродојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска сме специјални и ексклузивни гости на едно од најубавите места во Република Македонија. Денеска овдека на брегот на Охридското езеро ќе имаме можност да посетиме еден од најубавите и најинтересните музеи. Впрочем, доколку не се лажам, тоа е и најпосетуваниот музеј во Република Македонија. Дами и господа, денеска ќе го посетиме Музеот на вода или поточно кажано Заливот на коските. Со оглед на тоа што ова ќе биде една многу убава и интересна емисија, ве поканувам да останете со нас до самиот крај, а сега правиме кратка пауза, се враќаме во програма со нашиот прв соговорник за неколку минути. Пауза. А сега, почитувани гледачи, дозволете да го представам мојот денешен прв соговорник. Тоа е Валентина Лекоска, која што работи како кустос во овој прекрасен музеј. Валентина, добре дојавте во Супер Звезда. И вие добре дојавте во Музеот на вода. Како сте? Добро, супер. Кажете ми, како е да се работи во еден ваков музеј? Во еден ваков музеј да се работи е најголемо задоволство. Посебно кога работата ќе поврзи со задоволството. Еден од најпосетуваните и најубавите музеи во Македонија. Во Охрид, како град музеј, слободно можам да издвојам дека Музеот на вода е еден од најубавите музеи во Македонија и во Охрид. Ајде сега да објасниме малце повеќе околу името. Музеј на вода, Залив на коските, Мичова плоча или Мичов град, од каде доаѓаат се сега овие називи? Музеј на вода затоа што е направен на водена површина. Залив на коските е едно символично име. Во текот на истражувањата откриени се многу коски на самиот животински коски на самиот локалитет и оттаму името Залив на коските. А што се однесува до името плоча Мичов град, благодарение на господинот Милутин Секуловски, инструкторот по нуркање, кој што одигра голема улога во истражувањето и во откривањето на овој локалитет. Може ли да ни кажете за нашите гледачи да имаат поточна представа кога точно е откриен овој локалитет? Со истражувачка работа на овој локалитет се започна 1997 со разговори помеѓу некои рибари кога инцидентно почнале да излегуваат керамички садови и заедно со Милутин Секуловски и со нашиот познат археолог Паско Кузман се отпочна со еден процес на истражувачка работа на едно наколно живалиште и како ваков начин на екзистенција специфичен за праисторискиот период. Особено за овие наши региони што изобилуваат со големи водени пространства. Со оглед дека овој локалитет е подводен, нуркачи или истражувале овдека? Да, група на нуркачи, ентузијасти, голема волја. И ден денес тука се наоѓа едно спелеолошко друштво тука непосредно покрај вас кое што продолжува со истражувањата и понатаму. Да, се работи се уште на истражувања, тука се наоѓа нуркачкиот клуб и сите гости и посетители кои што доаѓаат можат и да нуркаат слободно да го посетат локалитетот. Прекрасно, значи има и можност и самите посетители со специјална опрема да можат да влезат и да видат како сето тоа изгледа под вода. Да го видат локалитетот. Прекрасно. Кажете ми сега, сакам да ве прашам, кога е направен овој музеј? Која година се направи? Од долго истражување од 1997 година комплексот со спорадични прекини почна да работи во 2008. Бидејќи беше долг процес на истражувачка работа, целокупната екипа од археолози и нуркачи беше од Македонија и пред се финансиската поддршка беше од Министерството за култура и така. Музеот почна да работи во 2008 година. Колку години е граден музеот? Од неколку месеци, меѓутоа истражувачката работа беше еден од најпрвите елементи. Така, сега веќе музеот активно функционира и дали е точно тоа што ви го кажа во најавата дека еден од најпосетуваните, ако не и најпосетениот музеј во Република Македонија? Тоа со сигурност можам да тврдам, бидејќи поголем дел од времето го поминувам тука, е еден од најпосетуваните музеи во Македонија. Колку луѓе доаѓаат? Се знае ли, има ли некоја бројка или? Просечно во летните денови по 400-500 гости, некогаш повеќе, некогаш помалку, меѓутоа во просек толку. На сите им посветувате подеднакво внимание? Да, на сите им посветувам, се разбира. Доаѓаат како поединци, како групи. Да.
Во моментов имаме една голема група на луѓе дојдени овде. Може да се каже дека групите доаѓаат и по земјен пат, значи можат со возило да дојдат, со автобус, но можат да дојдат и со брод, че јас себе приметив тука денеска дека имаме една група која што е со брод дојдена да го посети овој локалитет. Па комплексот има два пристапни делови, еден од копно, еден од вода, имаме пристаниште, така да доста интересно е за туристите што доаѓаат по воден пат. Ше хелиодром фали па да биде вистинско чудо. Сега сакам да ве прашам, од каде се доаѓаат туристи, од кои се делови на светот? Доаѓаат наши, доаѓаат странци, кои се најчести посетители овде во музеот? Епа, имаме подеднакво посетители, заинтересираноста за да се посети музеот од нашите гости е доста голема, меѓутоа од странските уште повеќе. Значи имаме од соседните држави, од бившите ју простори, од Америка, од Холандија, од Полска, па можам слободно да кажем од секаде во светот. Имате ли интересни вака впечатоци со оние кои што доаѓаат? Имате ли некоја интересна случка со некој посетител? Па да, се случува гостите што не еднаш дошле да го посетат музеот, носат пријатели и доаѓаат по втор пат, поради тоа што поминале прекрасно, воодушевени се од самиот локалитет, од местото, од нашите луѓе, од нашиот менталитет. Што најчесто велат за музеот? Како им се допаѓа овде? Па една необична реконструкција на една праисториска населба, самиот комплекс е огромен, опфаќа повеќе делови, има повеќе можности за престој во текот на денот, така да е многу интересен е за сите оние гости што доаѓаат од странство. Сакам да прашам дали доаѓаат и посетители од Македонија? Да. И посетителите од Македонија се многу застапени и нашите гости. Од каде се доаѓаат? Од разни места, од разни градови? Од сите градови имаме посетители. Не само од Охрид, од цела Македонија. Јас ви благодарам за овој воведен дел. Се надевам дека гледачите веќе стекнаа впечаток каде ќе бидеме денес гости и за каков прекрасен музеј станува збор. А сега предлагам да направиме кратка пауза. По неколку минути продолжуваме со нашиот разговор. Пауза. За оние гледачи кои малку подоцна се вклучија, денеска суперзвезда ве води во нова авантура на брегот на Охридското езеро. Почитувани дами и господа, денеска сме гости во музеот на вода или поточно кажано заливот на Коските, еден од најубавите музеи кои што ги имаме во нашата држава. Веднаш до мене се наоѓа Валентина која што работи како кустос во овој прекрасен музеј. Вале, дали си подготвена да продолжиме со нашиот разговор? Се разбирам. Ајде да видиме, вака дознавме значи од кога постои овој музеј и кој го има откриено. Сега може ли да кажеме што се содржи овој комплекс? Овој комплекс е огромен, се состои од прихватен хортикултурно уреден простор, од музејска поставка, од дел каде што можат продавница за набавување на сувенири, печатени материјали поврзани со самиот локалитет, од реконструкција на праисториската палафитна наколна населба, а во самиот комплекс се наоѓа и реконструкција на некогашна римска тврдина која датира веќе од 2-3 век, временски раздвоени, меѓутоа се наоѓа во самиот комплекс. Ајде сега да има возможиме нашите гледачи една мала вака прошетка од каде ќе го започнеме нашето патешествие денеска. Еве ќе го започнеме од тука, од музејската поставка, во која што се наоѓаат сите оние оригинални предмети кои што се пронајдени на самиот локалитет. А ние знаеме колкавав е долг процесот од артефакт до експонат, па затоа да разгледаме и да видиме што се наоѓа во оваа музејска поставка. Ајде да видиме, значи што се имаме овдека, почитувани гледачи, сега во следните минути ќе имате можност да уживате и да видите што се е откриено токму на овој локалитет и што се содржи музејската поставка во овој музеј. Еве на зидот се наоѓа фотографија направена на 3 до 5 метри длабочина. На фотографијата се гледа групацијата од стубови, односно дрвени колци, како што и самото име го носи наколно живеалиште. Значи до 2015 откриени се околу 6300 дрвени стубови, што значи дека во понатамошните испитувања бројот на дрвени стубови се зголемува. Автентично според групацијата направена на самото дно на 3 до 5 метри како што се откриени овие дрвени стубови, сега е реконструирана на исто место на селбата. Представува 1/3 од првобитната населба која се простирала на 8500 метри квадратни. Реконструирани се 24 дрвени куќички кои што ги носат белезите
на бронзено време од касно бронзено до рано железно доба. Точно која година било тоа? 12 век пред нова ера до 7 век пред нова ера. Ова населба е карактеристична што била населувана од први племенски заедници групација на бриги, кои што подоцна во македонската историја се запишани како основен елемент на старомакедонскиот етнички супстрат. Зборуваме за групација на луѓе што биле многу мирољубиви, имале единствена цел опстанок и одбрана. И начинот на кој што е соградена населбата ни асоцира на тоа дека најмногу се бранеле од некои племиња, од напади што доаѓале од некои племиња од копното, од диви животни, а со тоа што платформата е подигале на метар и повеќе од површината на водата, се штители од минувањето на нивото на водата. Значи станува збор за многу инвентивни луѓе. Зборуваме за прво племенско здружување, прва групација, меѓутоа инвентивни луѓе. Пред се тргнување од местото каде што избрале да живеат, значи ова е најголемиот залив на Охридското езеро, се наоѓа сместен на јужниот дел од најголемиот полуостров, градиште. Има многу поволна клима што се задржала до ден денес, без разлика што зборуваме за еден долг временски период од 3200 години. Тука во текот на годината се најдолги и најтопли деновите. Така, тоа ја сепак не било случајно одбрано ова место. Да, ова место не е случајно одбрано. До ден денес се задржала поволна клима. Имате ли вака представа како се живеело тогаш, какви им биле фамилиите, каде работеле, од што преживувале, со што се бавеле? Имајќи во предвид дека одбрале најубаво место за живење, имале во предвид и какви се условите за храна и опстанок во секој случај, ги користеле сите оние поволности и од вода и на копно. Во тоа време населбата била поврзана со подвижен мост, што значи дека ги користеле благодетите и на водата и на копното. Најмногу се занимавале со риболов, меѓутоа со лов, а и се разбира со мал дел од агрикултура, пронаоѓајќи житарки во вид на самоник, пронаоѓајќи овошје, а подоцна е се разбира во текот на времето и со култивирање на некои од овие растенија. Како што викате, се бранеле од напади од други племиња. Затоа и ја направиле наколната населба овдека на вода, но се бранели од диви животни. Кои животни ги напаѓале нив најчесто? Што и оние до ден денес, што постојат, мечки, волци, лисици и слично. Значи не им бил лесен животот тука во тоа време. Лесен, меѓутоа имале доста поволни услови за живот. Така, точно ли е дека ги врзувале децата за нога со цел да ги оневозможат да паднат во езерото и да се удават? Бидејќи зборуваме за една праисториска населба во која што имаме огромно материјално богатство, засновано на долгогодишна истражувачка работа, на анализи правени во светски лаборатории, меѓутоа немаме пишувани документи, но имаме среќа што сме се нашле во патеписите на таткото на историјата, првиот историчар, првиот патеписец и првиот новинар, кој што во своите патеписи запишал еден патепис, односно едно вакво наколно живеалиште опишал на Доријанско езеро. Во неговиот патепис се спомнува каков бил начинот на живот во овие наколни живеалишта, како се помагале меѓу себе околу градењето на овие наколни живеалишта, на каков начин ги заштитувале децата со тоа што ги врзувале за платформата со јажина, за да можат тие да ги обавуваат своите работи што се поврзани на копно. И една од најубавите легенди во секој случај. Ние зборуваме за точни анализи, но патеписите зборуваат за тие времења во тоа време. Чувале ли домашни животни? Да, припитомувале некаква врста на домашни животни и кога ќе посетиме населбата ќе видите дека познавале организација на животот, подвоеност на просторот и во тоа време животните ги чувале во посебни преградни простори надвор од местото каде што тие живеат. Со што ги хранеле тогаш животните? Исто како и денес, меѓутоа во легендата се спомнува дека ги хранеле и со риба, затоа што имало толку многу, не само што ја употребувале во сопствена исхрана, туку некогаш го хранеле и добитокот. Се спомнува дека коњите ги хранеле во тоа време, меѓутоа имајќи во предвид колкава е близината на шумата и планината на овој регион, ги хранеле и со трева, се, така да имале намени и риба. Велите дека имало многу риба. Колку многу риба имало во тоа време? Имало толку многу риба што
само потопена кошничка, за кратко време ја спуштале во вода и ваделе количина што ви задоволувала потребите и нивните потреби, а ете, може ли и да ги нахранат и животните. Колку е променето езерото од тогаш до денеска? Ние сме се промениле. Да. И ние апсолутно сме се променили. Има ли вака уште нешто интересно околу наколната населба што би било убаво да го слушнат дечињата и нивните родители? Ги повикувам да ја посетат и тогаш ќе поразговараме за се она што ги интересира. Една од најубавите населби мора да се посети за да се види колку е убаво. Има и предмети кои што се автентични од тоа време, кои што ги користеле во своите живеалишта, кои што и ден денес може да се сретнат овдека во нивните куќарки. На локалитетот се откриени многу керамички садови. Најчесто се откривани како фрагменти на постати компактни. Она што е фрагмент е дореконструирано, дооформено. Значи, ако ги погледнеме обликот и формата, не асоцираат на сите оние предмети што ги имаме до ден денес, што значи дека намената го диктирала обликот. Дали зборуваме за некој минато време или за денес, значи формата останала иста. Откриени се керамички плочки со диаметрални отвори кои што им служиле за правење на рибарски мрежи, многу конуси и биконуси за предење на волна, од самиот факт што на самата платформа прибитонувале некаква врста на домашни животни, многу остатоци од камени рачни мелници, што ни покажува дека познавале и житарка, а исто така се откриени огромни керамички садови наречени питуси, кои што најчесто ги сместувале во тремот на куќите, така да тука ја чували зрнестата храна. Многу показатели што ни укажуваат како се одвивал животот на овие наколни живеалишта. Во следните минути ќе оставиме гледачите да можат да уживаат во убавините на вашиот музеј и во убавините на наколната населба. Така да, еве, почитувани гледачи, веќе гледате дел од снимките кои што нашата екипа ги направи овдека. Се надевам дека уживате во она што може да го видите и дека ќе пробуди интерес кај сите оние кои не биле да дојдат и да го посетат музеот, а кај оние кои што веќе биле да дојдат и повторно да го посетат овој прекрасен музеј. А сега, почитувани гледачи, се враќаме во разговор со Валентина, која што работи како кустос во еден од најубавите музеи во Република Македонија, тоа е Заливот на Коските или Музеот на вода. Валентина, ви причинува ли особено задоволство што работите овде? Посебно задоволство што работаме како кустос на овој еден од најубавите музеи. Тоа е посебно чувство. Мора да кажам дека јас сум воодушевен од ова како изгледа целокупниот музејски комплекс. Значи, он е прекрасно хултикултурно уреден, значи самата поставка онака буди воздишки, морам да кажам дека делот кој што се наоѓа надвор, поточно на колната населба е нешто што никогаш никаде до сега, никаде на светот го немам видено. Барали многу труд и многу работа за сето ова да изгледа вака како што е. Да, не само да се реконструира, треба да се одржува во текот на целата година, така да бара доста труд. Внимание пред се многу голема љубов. Така, сигурно оваа емисија ќе разбуди интерес кај некој од дечињата кои што не гледаат во иднина да го работи токму ова, што вие го работите сега, па веќе меѓу нив може да навестиме дека ќе се роди некој нов иден ваш колега. Кажете ми, еве, да им објасниме на дечињата, убаво ли е да се работи овдека, од колку почнува работното време, како изгледа вашата работа? Има ли разлика меѓу вашето работно време во зима, кога има помалку посетители, и во лето? Еве, ајде да одговориме на дел од овие прашања. Представува посебно задоволство да се работи како кустос на ваков локалитет, па можем да им препорачам на сите оние деца што во иднина ќе одберат да се занимаваат со оваа професија, дека чувството е прекрасно, не само во текот на школувањето, него и подоцна во вакви контакти, кога она што сме го учеле по долг период од својот живот, ќе можеме не само да го презентираме, туку треба пред се со истражувањето да го зачувуваме, но најголемата работа е презентирањето. Не само да го имаме на национално и културно богатство, пред се треба да знаеме да го презентираме на сите оние посетители што доаѓаат кај нас. Кажете ми, вашето работно време, кога започнува, кога завршува?
И па работиме во текот на целата година. Во зимскиот период работиме од 9 часот до 16:30, а во летен период од 9 до 17:30. Имате продолжено работно време во текот на летниот период? Па така, тогаш концентрацијата на гостите е поголема, па така протокот на луѓе е поголем, па така сме пристапни во текот на целиот ден. Интересно ли е да се работи вака со посетители од целиот свет? Па премногу. Од каде се не запознавте луѓе овдека? Од секаде, од секој дел во светот. Сум имала посетители од секаде. Интересни се и случките и се. Интересно е и тоа што ни доаѓаат во текот на целата година, и како поединци, и како групи. Интересно е тоа што ни доаѓаат од школите организирано. Најчесто тие посети се во мај месец, во септември, така да доаѓаат организирани групи на ученици. Од цела Македонија и прават посета, учат овдека за нашите културни вредности. Доаѓаат од цела Македонија, потоа имаме и студенти, така да не само од кај нас, него и пошироко. Така да, имате работа колку што сакате. Да. Со задоволство се разбира. Ви повикувам и ги очекувам сите оние посетители што не го посетиле овој прекрасен музеј да дојдат и да видат со што располагаме, какво културно богатство имаме. Така, што ќе им порачате вака на најмладите кои што не гледаат во овој момент? Да го посетат пред се музеот и во иднина, ако ова им се допаѓа, нека биде нивна идна професија. Јас ви благодарам, Валентина, што денеска бевте дел од ова наше дружење во емисијата Супер Звезда. Ве поканувам повторно да видите гостин во нека од наредните емисии, а до тогаш ви посакувам се најубаво, да ни видите жива и здрава и се наоѓам дека уште долги години ќе се гледаме кога ќе доаѓаме овдека во посета во вашиот прекрасен музеј. И вам ви благодарам, ми беше посебно задоволство. Фала ви уште еднашка, еве да ве поздравам, а за крај, почитувани гледачи, тоа беше се во нашето денешно издание на емисијата Супер Звезда. Ви благодарам што бевте заедно со нас од почетокот до крајот на оваа наша емисија. Ви посакувам се најубаво, се гледаме во наредната емисија на Супер Звезда, а до тогаш бидете живи, здрави, весели, срекни, ушкајте се и сакајте ги мама и тато. Чао, пријатно и до гледање. Чао!